прашање денес е зошто Асим Муса си поднесе оставка. Требаше вие, како премиер, да дадете ваш коментар за неговото однесување или барем осуда за истото. И во суштина, денес нудите ново име за заменик министер за здравство, кој што ни доаѓа од Струга, е предлог на вашиот коалиционен партнер, а повторно за министер останува човекот кој што е носител на сите коруптивни тендери и скандали во здравството изминативе 2 години. Наместо уште во јуни да направите смена на Филипче како најкоруптивен министер во вашата влада, министер кој што освен наместени и сомнителни тендери, ништо друго нема сработено, вие го оставивте и тогаш, а и сега да го води ресорот кој што е во катастрофална состојба, токму благодарение на неработата на Венко Филипче. Премиере, здравството ни тоне се повеќе и повеќе и тука не знам дали и колку може да помогне еден нов заменик министер за здравство. Овде ни треба нов министер, премиере. Министер кој што ќе седне на маса со сите засегнати страни, ќе ги сослуша за почеток и ќе им даде отчет за се што досега не е реализирано од страна на актуелниот министер. На само 5 месеци пред предвремените парламентарни избори, вие тука ни оправате за замена на заменик министер заради негова коруптивна афера и нудите ново име, а здравството ни нема спас. Единствено нешто што барем малку од малку може да ни даде надеж дека вие навистина се грижите за здравството, тоа е да го разрешите министерот Филипче. Се друго е само мачкање на очи и избегнување на одговорност. Најповикан за катастрофалното здравство во Македонија е прво Венко Филипче, а потоа премиерот. Затоа немојте да пробувате да глумите транспарентност и загриженост. Здравството не се спасува со предизборно покачување на плати и со минимално покачување на капитациониот бод за матичните лекари, стоматолози и гинеколози. Ова здравство нема спас се додека ни го води Венко Филипче. Превземете барем на истекот на вашиот мандат сериозна грижа и одговорност и разрешете го Филипче. Само така здравствените работници во државава и сите граѓани како наши пациенти ќе поверуваат дека навистина се грижите за здравството. А реформите во здравството досега требаше да бидат во голем број реализирани, а не сега на 5 минути до 12 да организирате средби со синдикалните организации, да излегувате од тие средби со некакви си историски поднаводници одлуки за покачување на платите. Платите на здравствените работници според вашите ветувања во првите 6 месеци треба да бидат покачени за 15%, а не тие 15% да ги достигнете дури во септември оваа година. Зоран Заев, премиерот.